Ангела, само да знаевме дека присуството на представата, тоа е единствената моја забелешка. Треба да биде публика која што е добро најадена. Да. Од сето ова што вечерва имавме можност да го слушнеме од тебе, единствено тоа што сум гладна ми остави негативен впечаток. Се друго беше добро. Зошто ваква представа? Ваква затоа што не знам, мене долго време ме мачеше темата, долго време имав проблеми со начинот на кој изгледам и едноставно мислам дека барав решение како да ги надменам тие проблеми. На моја огромна среќа во таа фаза од мојот живот се појави Титинг, која што е организација од Скопје, кој што дава можност на самостојни уметници, значи на независната сцена, незапослени луѓе, да се изразат креативно преку креирање на представа. Јас аплицирав на тој повик, ги двоив средствата и успеав да ја добиам можноста да ја правам срам. Кога тргнав да се бавам со представата, јас знаев дека сакам да зборувам за некој од овие теми, ама уште го нема посмислено чадорот. Во смисла на што ќе биде тоа што ќе ги обедини сите овие приказни во мојот живот. Се појавува времето на ковид, зборот срам започнува да ме ечи во главата, затоа што почнав да слушам приказни како на луѓе име срам да кажат дека се болни, дека не знам што, дека се тестирале, што во мојата глава немаше никаква логика. И тој збор се закачи за мене и почнав да размислувам за сите работи од кои мене ми е срам. Ги претвори во приказни и се да испредстават. Убава представа. Дури во дел од неа го спомнувате детството и вистинските вредности. Ги има ли тие денеска? Не би знаела да одговорам на тоа прашање од проста причина што мислам дека се менуваат генерацијски, се менуваат со луѓето. Моите семејни вредности биле можат да се сублимираат во една реченица: третирај ги другите како што те третираат тебе. Не знам како подобро да го објаснам тоа. Во смисла на никому не пречиме, со никој не се задеваме, со никој не се задираме, седро не го направат тоа нас. Што исто не знам дали е најдобрата поука, ама тоа ме водело во животот. Така не воспитувале и тоа е она што ми останало. Па од таму и мојот однос кон луѓето кои што ме повредувале почнува да се менува со текот на мојот развој. Така да за мене постојат тие вредности, такви се какви што се. Мислам дека секој се носи собствени, дали колективот смета дека се добри или не, веќе сосема друго прашање. И за еден дипломиран актер кој што чека 9 години на своето вработување, колку се значени овие проекти, ова независна продукција, јас ке кажам? Апсолутно да не се тие, мислам дека ниту јас, ниту моите колеги ќе имаме шанси да играме, затоа што не секогаш ја имаме привилегијата да бидеме дел од институционални театарски представи. Така да без независната сцена во Скопје и во другите градови, ние едно не би можеле да преживееме, друго не би можеле да ја работиме својата струка, што мислам дека е многу побитно. Тој креативен начин на изразување ни е многу битен за да можеме да преживееме. Мислам дека поради тоа имаме одбрана професија која што имаме одбрана. Ке има друга представа? Да, за некој ден одиме во Виница со оваа конкретна представа. Идната година се надевам дека со една моја прекрасна колешка ќе има можноста да работиме нешто слично, ама и многу различно, на теми кои што не се многу битни и се поврзани со жената и незиниот третман во општеството. Ти честитам и на инвентивноста и на храброста. Фала ви многу. Фала ви многу. Хуманово делиндарци